Вештини на војување. Во војна сме, како што неколку пати истакнуваме, и потребно е да добро се обучиме со цел да успееме. Една од работите која што му е потребна на секој христијанин, на секој христијански војник, на секој од нас, без која што не се може, е верата. Евреите 11.1, каде што нели ја наоѓаме онаа позната дефиниција за верата, ево уште еднаш ќе прочитаме тој стих. Гласи: а верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Интересно, вели прво, верата е тврда увереност. Цврсто да сте уверени во нешто, во она на кое се надеваме. Значи, за да бидете цврсто уверени во нешто, вие треба да знаете во што сте уверени. Но понатаму продолжува и вели и убедување за нештата што не се гледаат. А нештата што не се гледаат не можете да ги знаете. Често пати Павле вели бори се со добра борба на верата, вели. Значи мора да е присутна верата. Како многу важен елемент, многу важно оружје, што вели таму штитот е штит на верата во Ефесијаните 6 глава. Ќе разгледаме повеќе примери за да видите што сакам да кажам под она што го кажав во склопот на дефиницијата во Евреите 11.1. Знаеш, а не знаеш. Така испаѓа работата. Случајно или не, двата од моите примери се поклопуваат со примерите што ги кажа гостинот Кешишијан, како се викаше братот Едвард, из Утринава, и тој ги спомна 12 извидници, од кои што знаеме дека 10 извидници донеле негативен извештај во врска со ветената земја, или обештаната земја, а двајца, Исус, Навин и Халев, само двајца од нив, донеле позитивен извештај. И како сега тоа? Сите отишле, сите биле таму, сите го виделе едно те исто, сите виделе дека ќе си имаат работа со дивови, како што вели Библијата, джинови, енаковото потомство, вели таму. Огромни луѓе, огромни тврдени. 10 минута рекле, не можеме, нема шанси, ќе не сгазат. Еве да прочитаме. Чисто да се подсетиме во Битие 13 глава, од 25 стих. Битие 13.25, па надолу. По 40 денови се врати од земјата, нели? 40 дена беа да извидуваат, да се огледуваат и се врати од земјата што ја се огледуваа. Отидоа при Мојсија и Арона и при целото израелско општество во Кадис, во Фаранската пустина, им поднесоа извештај ним и на целата заедница и тогаш им ги покажаа плодовите на земјата. Што беа навистина самите по себе фасцинантни. Јас сега скоро имав прилика, не знам дали тоа може би, ако не беше и фотомонтажа, некој лозје сликано, некои гроздови, ама огромни овака. Значи, тоа како... Ти го пушташе тоа? Не знам, тоа може постои некаде, во ред, не толкави колку што извиниците ги донеле од хананската земја, но прилично беа зачудувачки и тие. И вели и тие го известија, отидовме во земјата во која што не испрати, навистина низ неа течат мед и млеко, нема што нема, значи. Еве ги низините плодови и ги презентирале, но едно големо но, силен е народот што живее во земјата, градовите се утврдени, многу се големи, а видовме таму и енакови потомци. Амаликијците живеат во Негевскиот крај, хетејците, евусејците, аморејците живеат на планината, а хананците се наоѓаат покрај морето и вдолж на Јордан.
и Халев ги замолчува, ги прекинува, Халев го замолча народот околу Мојсе и проговори да тргнеме, не двоумејки се и да ја заземеме, зашто можеме да ја покориме. Но луѓето кои одеа со него одговорија, не можеме да одиме против оној народ, зашто е поселен од нас. И почнаа да ја прикажуваат лошо пред израелците земјата што ја согледуваа, земјата низ која поминавме, за да извидиме земја што ги голта своите жители. Сиот народ што го видовме во неа се луѓе со крупен раст. Видовме и дивови таму, енаковото потомство од дивови ни се чинеше дека сме како скакулци спрема нив. Сите отишле, сите виделе едно исто, меѓутоа не кажуваат исто. Не виделе сите со исти очи. Значи, што е тоа што го виделе Халев и Исус Навин? Тие велат можеме. Можеме да ја освоиме, да тргнеме, и тоа без двумење, без никаков сомнеш. Тоа е верата. Значи, знаеме дека ќе ја освоиме, а како? Тоа не знаеме. Значи, верата е да знаеш дека ќе, но не знаеш како. Тоа е вера. Значи, нешто што не се гледа, не знаеш како, што ќе произлезе од тоа, меѓутоа знаеш затоа што се потпираш со вера на својот Господ. Вториот пример е со Аврам, кога Господ му се јавил на Аврам, му вели да го принесе својот син Исак како жртва. Еве да се подсетиме на тоа. Битие 22 глава. Интересни зборови. Кажал Аврам на слугите кои што го придружувале на патот кон планината. Значи, Битие 22, од 1 до 5 ќе читам. По тие настани Бог го стави на проверка Авраама, го повика: Аврааме, тој одговори: еве ме. Бог продолжи: земи го својот син, својот единец Исак, кога го љубиш, и отиди во местноста Морија и принеси го таму како жртва паленица на ридот што ќе ти го покажам. Утрото Авраам стана рано, му стави самар на ослето и ги поведе со себе двајцата своји слуги и сина си Исака. Откако пред тоа наципи дрва за жртва паленица и се запати кон местото што Бог му го означи. На третиот ден Аврам ги подигна очите и го виде местото оддалеку. И видите интересно во 5 стих што вели. Тогаш Аврам им рече на слугите: вие останете тука покрај ослето, а јас и детето, јас и Исак, ќе одиме горе да се поклониме, па ќе се вратиме при вас. Аврам знаел дека ќе се вратат. Ама не знаел како се до тоа ќе се случи. Дали Господ ќе го восресне, дали Господ воја ќе направи, дали не знам како, ама па Господ ми вети, он се потпрел на ветувањето. Господ мене ми вети дека преку Исака ќе дојде. Тоа силно мноштво, како морски песок е така натаму, како звездите на небото. Вели, ќе се вратиме. Аврам знаел, без да знае како. И тоа знаел, бил сигурен, цврсто уверен, како што вели дефиницијата за верата во Евреите 11.1. Третиот пример ние со Илија. Знаете, 3,5 години не паднало капка дожд во Израел. Илија се моли 7 пати за дожд. Бил упорен, затоа што знаел дека Бог ќе му одговори на молитвата. Знаел дека 3,5 години нема да паѓа дожд, но не знаел како. Односно, не знаел кога. Не знаел кога. Знаел дека ќе падне дожд, меѓутоа не знаел кога. Не знаел кога ќе му одговори Господ на молитвата. И знаеме дека после 7-миот пат веќе паднал и дождот. Верата е, значи, да знаеш без да знаеш кога, и верата е да знаеш без да знаеш и каде. Четвртиот пример, Бог го повикува Аврама да излезе од Ур Халдејски и што вели таму во Евреите 11.8. Познат стих.
Евреите 11:8. Преку вера Авраам послуша кога беше повикан да излезе на местото што требаше да го прими во наследство и излезе не знаејќи каде оди. Ова се неверојатни примери на вера и не случајно еве Авраам е наречен татко на верата. Гледате во повеќето од примерите го спомнуваме токму него. Че тој знаел дека оди на место, на убаво место што Господ му го покажал, мислам, знаел дека Господ го води, меѓутоа не знаел каде оди. И сега ние, кога ќе се запрашаме во нашиот живот, како ние постапуваме во некои ситуации, кога имаме проблем или кога се прашуваме каде да појдеме, што да студираме или не знам што да работиме, дали ваа работа да прифатиме, дали таа, дали трета, што да правиме, како да правиме, дали би отишле на непознато, значи, на слепо, да кажеме, на нешто што не се гледа, не го гледате, не знаете како, каде, кога, но знаете, мора да знаете ако се подпирате на Бога, затоа што Бог ветел. Бог ве води, ако сте му препуштени на Него, Бог ќе ве одведе точно на вистинското место, ќе ви даде вистинската работа, да речеме, или така натаму, за било што е да станува збор. Чи верата е да знаеш без да знаеш како, верата е да знаеш без да знаеш кога, верата е да знаеш без да знаеш каде. Значи нема потреба да ги знаеме деталите, тоа е вера, но мора да имаме целосна доверба во Бога, во Неговото водство, во она што Тој го прави за нас. И сега, во таа борба со нашите джинови, со нашето јас, би рекол најголемиот джин, најголемиот противник, со кого си имаме работа, како би можеле, ако немаме вера, ако не се потпраме на Бога? Како Исус навини Халев, ги виделе джиновите, ама имале вера во Бога, дека ќе ги изгазат, ако се джинови, ако се големи, ако се огромни, спрема нив. Изгледа како скакалци, да, точно, тоа било реалноста. Ама тие гледале со поинакви очи, гледале поинаква реалност. Нешто што не се гледа. Биле цврсто уверени дека Бог ќе им ја даде таа земја, затоа што им ја ветел. Се потпрели на ветувањето. Овие рекле не можеме и реално било да кажат дека не можат, меѓутоа верата вели можеш. Затоа што за тоа стои Бог и Божјата сила. Затоа не е потребна вера во животот. Значи, имаме можеби некој голем проблем, некој грев кој што лесно не сплеткува, како што вели Евреите, 12 глава. Лесно паѓаме на едно нешто и постојано слаби сме. И како против тоа? Дали можеме? Можеме лесно да се обесхрабриме, меѓутоа без вера секако така не можеме. Петиот пример ни е со Давид и Голијат. И тоа беше спомнато денеска во проповедта. Прва книга Самуил, 17 глава, да отвориме таму, да се подсетиме исто на кратко. Прва книга Самуил, 17 глава, од 45 до 47 стих. А Давид му одговори на филистеецот: ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит, а јас одам против тебе во името на Господа на силите, Бога на Израелевите чети, кои ти ги предизвика. Денес Господ ќе те предаде во мојата рака и јас ќе те убијам. Како можел да знае Давид вако нешто? Па тоа е верата, кој што гледа оно што не се гледа. Тој е знаел дека Господ ќе му го предаде. Како? Тоа не знаел, меѓутоа знаел дека Господ ќе му го предаде. Не верувам дека бил сигурен дека сега ќе мавне со прачката и готово, од еден удар, крај. Голијат ќе го нема. Големото страшило, кој што е баш денеска и братот спомна, 40 дена, нешто што самиот каже дека не го приметил до сега, ама ете, сега скоро видел дека 40 дена овој ги предизвикувал
е предизвикувал цела војска, никој да не му мрдне, се изигравал со нив, се исмејувал. И еден мал Давид, на еден многу едноставен начин, меѓутоа затоа што имал верата, затоа што рекол, тоа се зборови на верата, денес Господ ќе те предаде во мојата рака и јас ќе те убијам, ќе ја симнам твојата глава и уште денес ќе им го дадам твоето мртво тело и телата на филистејската војска, на небесните птици и на земните зверови. Сета земја ќе знае дека има Бог во Израел. И сиот овој собир ќе знае дека Господ не дава победа со меч ни со копје, зашто Господ е господар на битката и тој ве предава во наши раци. Да, тоа веќе неколку пати го спомнавме дека нели кога учевме за оние, кога проучувавме за оние вештини, дека треба да застанеме, треба да влеземе во својата клет, да го ослушнеме Божиот глас, да сватиме дека Бог е силниот, Бог е тој кој што ја бие битката и да му дозволиме тој да ја бие. Во молитва да му се предадеме и да побараме она што ни е потребно, она му кај што сме слаби да не засили. Верата е исто да имаш надеж во безнадежна ситуација. И овде ќе ги спомнам оние стихови од Римјаните 4 глава и повторно се однесуваат на Аврама. Евреите 4 глава од 18 стих читам. Многу интересен стих, сме зборувале порано, 18 стих. Без надеж тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото, такво ќе биде твоето семе. Како тоа? Без надеж тој се надеваше. Тој беше во една безнадежна ситуација. Значи, како тоа јас ќе имам дете? Како може јас да имам дете, кога мене ми се умртвени органите? За Сара па да не зборуваме, истата ситуација. Како тоа јас ќе имам дете? Но често пати тоа е ситуација таква, значи Господ не води во таква некоја ситуација каде што треба да изгубиме тотално надеж во своите сили и тогаш ќе погледнеме кон Бога и ќе го побараме Бога. Тој е експерт за такви ситуации. Верата е да имаш надеж во безнадежна ситуација. Вели понатаму 19 стих, и не ослабна во верата кога го имаше во предвид своето веќе умртвено тело. Зашто беше околу 100 години и умртвеноста на Сарината утроба. Не се посомнува во Божјото ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога. Наполно уверен, истата фраза, наполно уверен, како во Евреите 11.1, наполно уверен дека е силен. Кој е силен? Господ, да го исполни она што го ветил. Затоа тоа му се засмета за праведност. Значи, без надеж во себе, но со полна надеж, со полна вера, дека Господ тоа што го ветил, тоа ќе го исполни. Господ е силен. Без оглед на тоа што, значи, баталил своите слабости, не ги ни гледал. Како што Исус навини Халев не ги гледале дивовите, джиновите во Ханан. Гледале на силниот Бог, како што Давид гледал на силниот Бог. Јас идам во Негово име, вели, а не во свое име. Значи, без надеж тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи. Дури е во ситуација кога му било речено Исака да го однесе, да го принесе на жртва, им вели на слугите, бидете тука, ние ќе одеме и ќе се вратиме. Како? Што? Не знам, меѓутоа знам. Знам затоа што Господ ми ветил дека преку Исака ќе дојде потомството. Како што во Авакум, но и во Римјаните вели, праведникот преку верата ќе живее, а на едно друго место не преку гледање. Така можеме да кажеме дека праведникот, христијанинот ќе се бори со вера, а не од гледање. Не од она што го гледа, туку со вера. Ако не настапуваме со вера, ако само според она што го гледаме, тоа што многу пати ќе се разочараме и не знам дали воопшто ќе
смогнеме некоја сили да се бориме против некоја своја слабост, кога толку стотици пати сме паднале. Значи, за христијанинот е доволно да се фати за Божјето Слово, тоа е верата. Нема подпира да се подпира на она што го гледа. Баш пред некој известно време прочитав случај за време на Првата светска војна, се случува во Русија некаде, каде што војската опустошила сеживо, жената за која што станува збор, постара жена, во постари години, од благородничко семејство, меѓутоа нема ништо, буквално нема ништо, незиниот син починал во војна, губиле, а жената, значи снаата незина, умрела од некоја чума тогаш во тоа време, и таа останала сама да ги чува трите мали дечиња, на 14, на 8 и на 6 години. Што правила, како правила, се трудила секој дневно да заработи за една корка леп, и се случува да еден ден не донесе ама баш ништо, немале ништо за јадење. А тој ден најмалото девојче, оно што било на 6 години, се моли и вика: Господе, сакам денеска да ни донесеш не малку леп, туку цела векна, од оние нели долгите тие што, па и сега ги има и кај нас. Цела векна. Се моли, ама ништо, бабата доаѓа, ништо за тој ден, и седнале на празна маса, и сега некој од девојчињата прашало: добро, сега ќе се молиме за храната што не ја гледаме? Да, ќе се молиме. Нели, верата е да веруваш во оно што не го гледаш. И се помолиле, и после молитвата веднаш се слуша чукање на вратата и доаѓа некој пријател на бабата кој што подолго време не се виделе, ама ете тој ден и тоа пешачел километри низ длабокиот снег, нешто го потикнало нормално Бог да дојде тој ден и да се види со нив, и влегува тој и вика: не знам да ви кажам право и зошто дојдов, вика: ма ете, се немаме видено одамна, да се видиме. И девојчето малото кој што се молеше и вика: јас знам зошто си дојден. И од кај знаеш? Вика: знам, вика, за да ни донесеш голема векна леп. И овој стварно под капутот вади толкова векна на леп. Вика, сега и јас знам зошто сум дојден. Ете, тоа е вера на едно мало дете, значи, зашто Библијата не учи да бидеме никако мали деца. Верата е тоа, она што не се гледа, во тоа да си уверен, да веруваш дека Бог ветил, дека праведникот нема да проси за леп, дека секој ден Господ ќе ни обезбеди се што ни треба за живот. И сега еден друг момент, значи, една вештина, така да кажам, бори се без борба. Веќе спомнавме, дури и погоре читавме дека, и порано спомнавме, нели, треба да застанеме, треба да стоиме, што вели таму во еден стих, во Излез, мислам, читавме: стој, застани, стој и гледај како Господ ќе бие битката. Јаково послание, 4 глава, 7 стих, исто познат стих. Јаков 4:7. И така, покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и ќе побегне од вас. Значи, овде гледаме покорување или предавање на Бога и противење на ѓаволот. Всушност, стихот сака да каже дека се бориме против ѓаволот со тоа што нема да се бориме против Бога, односно ќе му се покориме на Бога, ќе му се предадеме на Бога. Значи, победа преку предавање. Малку, нели, звучи онака чудно. Предавајќи му се на Бога и нормално противејќи се со Божја сила, тој ќе избега од вас. Ви сте добиле битката. Или предавајќи му се на Бога, всушност учиме како да се бориме против ѓаволот, односно, она што го кажавме, да застанеме, да стоиме и да гледаме
со сета вера, предавајќи му се на Бога, да гледаме како Господ ја бие битката. И автоматски, што му се предадете на Господа, вие сте добиле битката. Ѓаволот е победен. Ке избега од вас. И токму тука е главната битка, всушност. Често пати напоменуваме предавањето наше на Господа. Тука е клучниот момент. Не е овој греф, оној греф, поединечно, борба со слабости. Не, ние треба да му се предадеме на Господа. И целосно, со вера, да оставиме затоа што тој е господар на битката, како што очитавме и псалмот за завршеток на сабота, 24-тиот псалм. А ѓаволот токму тоа сака да го спречи, да му се покориме на Бога, бидејќи во тој случај не има. Како Исус се борел со ѓаволот, со искушенијата, во пустината. Многу интересен момент. Видите што вели Елен Вајт, најме дека секојаш го пречекувал со пишано е. Господ вели вака и точка. Нема што понатаму да се расправаме. А често пати знаеме, нели, еве баш имавме утрински стих вчера, значи дека не треба да се расправаме и да користиме неполезни зборови, така нешто беше. Често пати ја тоа го поврзувам со кога ќе се фатат двајца адвентисти, може да бидат или христијани од ова или од онаа деноминација и дебатираат. Тоа вака имате постои волкави, значи. Кога седнале да ги напишат, кога ги смислиле, тоа е да се чудиш. Исус тоа не го правил никогаш со ѓаволот. Дури нели во една прилика ќе рече, ај ја да одам, пошто доаѓа тој. Ја немам ништо со него. Во пустината му вели само, дури ѓаволот го куша со стихови, малку испревртени, малку попресечени, но тој вели, пишано е. Пишано е, пишано е. Видите што вели Елен Вајт во Копнежот на вековите во 12-тото поглавје, под наслов Искушението. Иако Исус го препознал сатаната од самиот почеток, изнемоштен, истоштен, гладен, жеден и така натака, но сепак го препознал, тој не бил предизвикан да влезе во борба со него. Засилен со сеќавањето на гласот од небото, значи при крштевањето, кога се јавува гласот од небото, гласот на Отецот, кој вели дека ова е мојот возлюбен син, засилен со сеќавањето на гласот од небото, си починал во љубовта на својот Отец. Тој не сакал да преговара со искушувачот. А токму тука паднала Ева. Имавме проучување еден петок порано, во читајќи ја Патриарси и пророци, таа е една вечна тема, да кажам, секојаш интересна, како тоа Адам и Ева паднале. Па Ева баш влегла во конверзација со него, значи, едноставно ја навлекол и почнала да преговара со него. Исус тоа не го прави. Исус тоа не го прави, го одбива веднаш. Значи, вешт е со мечот, но и избегава да биде вклучен во таква борба, во таква дебата, непотребна. Затоа што ѓаволот е вешт, лукав, нормално не дека Исус не бил. Но ни дава еден пример како тоа ние треба да постапуваме. Значи, тој не сака да преговара со искушувачот. Значи, не бил предизвикан да влезе во борба со него. Бори се без да се бориш. Некоја се бориме непотребно. Значи, Господ вели вака и точка. Ништо повеќе од тоа. Тоа е добрата борба на верата, која ќе дозволите на Господ да се бори за вас. И која со вера ќе знаете дека Господ ќе ја извојува битката, иако не знаете како, кога, каде и така натака. И зошто. Не треба да се играме со искушението, често пати тоа го правиме. Ова е убав пример што Исус ни го остава. Значи, што досега на некој начин научивме? Да застанеме, да бидеме тивки, да го почувствуваме гласот на тишината, односно на тој начин многу полесно Божиот глас, да се фокусираме, да дишеме длабоко, да гледаме со вера и да му ја препуштиме борбата на Бога со тоа што ќе му се покориме целосно.
и така ќе успееме. Тоа се вештини кои што не се учат преку ноќ. Спомнавме самураи, спомнавме тука и познати луѓе кои што се вешти во кунг-фу и тие борички вештини, тоа не се учи преку ноќ. Чи за тоа треба упорност, за тоа треба време, за тоа треба вежбање. Затоа нека Господ ни помогне да го користиме секое можно време за подготовка и обука. Не е игра, ние сме во војна, ние сме во најсериозната војна и борба, од која што зависи вечната судбина на секој од нас. Нека Господ ни помогне да навистина сериозно ја сватиме работата и да ги практикуваме овие вештини. Нека му е слава нему. Амин.